Гладен, жеден под ведро небо, на горештини ветрови, студови и дождови. Ваков е животот на големиот број улични животни во земјава. Но некои имаат среќа да најдат најубав дом полн со љубов. Таква е приказната за охригјанецот Тито, кој живееше на улиците по турската чаршија. Тој имаше среќа да ја запознае младата американка Меган Даглас, која во јуни беше на патување во Охрид. На прв поглед ја стекна нејзината љубов, па таа одлучи да го носи во Америка. I was getting dinner at a restaurant one day. Еден ден вечера во ресторан блиску до моето сместување и имаше многу мачки на улицата, но оваа беше многу пријателски расположена и ми прииде. Ми седна во скутот и за време на вечерата седеше на столот до мене. Почнав да го хранам, а тој беше многу мил и нежен. Се гледаше дека е млад мачор, дефинитивно помалку од 1 година стар и беше многу мил, па почнав да комуницирам повеќе со него и го гледав секој ден, бидејќи бев тука околу 4 дена. Од првата вечер до последната бевме заедно во ресторанот. Преку Facebook групата Cat Rescue Охрид побарав помош од луѓе кои се грижат за уличните мачки да ми помогнат со потребната вакцинација и документација и се што е потребно за да може да патува во САД и да дојде да живее со мене. Меган целиот одмор се дружеше со Тито. Побара помош од локалните активисти да го причуваат додека се седат документите и во јули се врати по него и го однесе во Мичиген. Нејзината порака е поголема грижа за уличните мачина, финансиска поддршка за стерилизација и кастрација. It's definitely a challenge with the populations, especially. Мислам дека дефинитивно е предизвик со популациите, особено затоа што мачките раѓаат многу мачиња и тоа неколку пати годишно. Значи, стерилизирањето на мачките е многу важно за да се намали популацијата на улични мачки во областите со потопла клима. Важно е да има организации кои работат на нивна стерилизација и кастрирање, како и грижа за нив и нивно хранење. Постојат некои области каде што мачките не се толку ценети од заедницата, па можат да бидат и малтретирани или повредувани. Тоа е навистина тажно. Активистите од Susan Rescue House со драга волја помогнаа Тито да си најде постојан дом. Но не е само мачорот кој денес се среќен во Америка. Тие ова лето фостерираа уште неколку мачина во кои случајно се влюбија туристи и одлучија да си ги земат по европските земји. Многу ми е драго за Тито и можам да кажам дека среќна сум што живееме во ваков град каде што доаѓаат многу туристи и досега сме имале повеќе случаи мачина и кучина да бидат вдомени, ние да им ги средиме документите и да ги почуваме, но сепак има и многу разочарани туристи затоа што гледаат каква е ситуацијата кај нас со животните и пишуваат дописи до амбасадите на земјите од каде што доаѓаат, а исто така и до нашата локална самоуправа за да се пожелат, затоа што не е хумано ова што се случува овде и се надевам дека во иднина што повеќе спасени маченца и кученца. Во куќето на Сузан во Охрид има многу среќни мачешки приказни. Додо замине да живее во Холандија, Жаки во Белгија, Мио и Флафи во Англија. Активистите веруваат и се надеваат на поголема поддршка од локалната власт за намалување на популацијата на улични мачиња.